Добар ден. Силвана Павловска и програмата во Фокус. Оваа програма е посветена на македонската книжевност и историја. Во последниве неколку програми емитуваме извадоци или четива од делото на Димитар Митрев насловено Пиринска Македонија. Денес ќе започнеме со ново четиво. Насловот на ова ново четиво е Балканските војни и поделбата на Македонија. Во времето на младотурскиот уставен режим, кога македонскиот народ водеше упорна легална борба за извојување на своите политички и национални права во млада Турција, асимилаторската и шовинистичката политика на балканските држави по однос на Македонија дојде до својот најполн израз. Сета дејност на надворешните министерства на тие држави се состоеше во разгорувањето на шовинистичките пропаганди, во вршење преку своји терористички орудија на атентати и провокации врз мирниот живот на народот во Македонија. Формираните по иницијатива на балканските монархии и влади конституциони, зборот е во наводници, клубови, кои беа со функција на неофицијални филијали на нивните надворешни министерства, представуваа всушност провокаторски гнезда во пазувата на млада Турција, бидејќи се јавуваа како инструкторски тела за разгранување на една непријателска и терористичка дејност против интересите на македонскиот народ и воопшто против интересите на народите во Турција. Најбескрупулозни и најопасни резултати зарегистрираа терористичката дејност на велико бугарските орудија, врховистите. Тие имаа пребогат опит од минатото и знаеа на каков по-резултантен начин да действуваат, за да му нанесат незалечливи штети на ослободителното дело во Македонија. За таа цел, под фирмата на старата ВМРО во 1910 година во Софија беше основена едно чисто врховистичка и чисто терористичка организација на чело со Тодор Александров и Александар Протогеров. Под командата на тие до крај послушни орудија на бугарскиот дворец, чии што раце беа доволно опрскани со крвта на немалку македонски револуционери, се извршија низа нечуени зверства во приквечерната на Балканската војна врз мирното турско население, со цел да го предизвикаат неговиот религиозен фанатизам и како последица од тоа да се испровоцира турската власт за терористички репресалии над македонскиот народ. Младотурската власт, подавајќи им се на провокаторскиот карактер на атентатите на великобугарските терористи, со превземањето на сопствени терористички санкции врз безвиновното македонско население, кое што не помалку од турското страдаше од крвавите бакханалии на Тодор Александровите и Протогеровите банди, самата наливаше вода во воденицата на великобугарскиот империалистички план на Фердинанд Кобуршки.
Со тоа младотурците помогнаа за создавањето на една несносна положба од која се користеа незините надворешни предизвикувачи. Софиските наредбодавци на врховистичките терористи надиграа преку печатот во Бугарија аларм за зверствата на турците над браќата робови, за помошта што тие очекуваат од братска Бугарија, а тоа ке речеше дека причината за војна е нешто неизбежно и покрај миролюбивата и неутрална политика на дворот и владата. Фердинанд знаеше дека Бугарија сама не може да се расправи со Турција и дека едно заградување на Македонија од нејзина страна ќе ги побуди реагирањата на Софија, на Србија всушност и Грција. И покрај тоа што конкурентската борба на балканските држави во однос на Македонија беше достигната до својот врв, меѓу другото и поради тоа што беше разгорувана од поодделни империалистички големи сили, ниједна од државите на Балканот не можеше да го присвои грабежот целосно само за себе. Ниједна. Заградувањето на Македонија требаше да стане преку меѓусебно спогодување и преку заедничка војна против Турција. Станат неизбежен, компромисот послужи како база за склучување на воен сојуз помеѓу Бугарија, Србија, Црна Гора и Грција. За остварувањето на Балканскиот воен сојуз придонесоа не само завојувачките интереси на секоја од сојузените балкански држави по однос териториите на Европска Турција, но и силното влијание над нив од страна на силите на Антантата, особено на царска Русија, која најмногу беше заинтересирана од сојузот на балканските држави, бидејќи сакаше да го искористи за своите интереси кон хегемонија на Балканот и во врска со подготовката на престојната светска империалистичка војна. И покрај тоа што во основата Балканскиот сојуз беше само една чисто империалистичка комбинација, сојузените балкански држави објавија воена мобилизација во своите земји под знакот за борба против азијатскиот варваризам, за слобода и автономија на македонскиот поробен народ. Така прокламирана, борбата на балканските сојузници номинално значеше крупен историски чекор за запазување независноста на балканските народи и за нивната општа одбрана од анексионистичките интереси на големите империалистички држави. Една таква борба можеше да придонесе многу за уривањето на феудалните остатоци на средновековието, што постојаа се уште во Отоманската империја и представуваа, како такви, пречка за капиталистичкиот развиток и во таа земја и на Балканот. Но тоа што не се дојде до ослободување, а до поделба на Македонија, укажува дека од една страна за постојните јасни преднамери на завојувачките балкански буржоазии и династии и за слабоста на демократските и социјалдемократските движења во балканските земји, од друга страна. На прашањето за историските причини поради кои основните прашања на Балканот се решуваат со војна, раководена од буржоаски и династички интереси, Ленин одговара, цитирам: главната историска причина е слабоста на пролетаријатот на Балканот, вели тој. А освен тоа, и реакционерните влади и натисокот на силната европска буржоазија. Таа се плаши од вистинската слобода во својата куќа и на Балканот таа се стреми како кон натрупување на печалби за туѓа сметка. Таа го разгорува шовинизмот и националната омраза, за да ја олесни својата политика на грабеж
за да го отежне брзиот развиток на угнетените класи на Балканот. Тоа го рекол Ленин, крај на цитатот. Гледајќи на Балканската војна низ светлината на прогласената борба за автономија на Македонија и на самото учество на македонските револуционери во неа, треба да се гледа како на еден неизбежен историски акт. Во војната зеде учество со своји партизански одреди и Јане Сандански. Завземената од него позиција беше правилна. Тој ниту за момент не зборуваше дека македонскиот народ, помогнувајќи им на сојузните балкански држави, работи не за интересите на нивните монархии и буржуаски клики, а за своето ослободување, за уривањето на остатоците од феудализмот, што со децении го гнетеа народот, лишувајќи го од правото над земјата што тие ја обработуваа. Во името на такви цели, Сандански и неговите другари ги предводеа револуционерните одреди на нашиот народ во војната. На тоа тие гледа само како на активно учество на македонскиот народ во борбата за своето ослободување, бидејќи не сакаа тој да го чека денот на слободата со скрстени раце и да се остави на милоста или немилоста на тие или оние. Концепцијата за подпирање на сопствените сили одново доаѓаше до израз. Помошта на македонските револуционерни и партизански одреди не беше без особено значење и за општото дело на сојузните балкански држави, кои широко беа прогласиле во своите манифести во приквечерината на војната дека одат да го ослободат македонскиот вековно намачен роб. Одредите на Сандански ја завзедоа кресненската клисура и со тоа му нанесоа решителни удари на непријателот, овозможувајќи им на сојузничките војски поуспешни операции на теренот на Македонија. За значењето на помошта на македонските одреди во упатениот меморандум на група македонски емигранти во Русија до владите и општественото мислење во сојузените балкански држави е искажана една историска вистина. Цитирам: војните успеси постигнати од сојузниците во сегашната кампања во значајна степен се дел на македонските ополченски и четнички дружини, формирани од натрешната организација и 27-те емигрантски братства. Повеќе од 70.000 македонски четници и ополченици се бореа рамо до рамо со сојузните армии. Цела Македонија беше освоена со огромното учество на македонските вооружени сили. При земањето на многу градови и утврдени места, македонците пројавија храброст и самопрегорност. Во битките при Куманово, Црни врв, Скопје, Велес, Прилеп, Битола, Ресен, Костур, Крџали, Мастнла, Џумаја, Фере, Серес, Солун, Струмица учествуваа македонски ополченски дружини. Под Булаир, Шајќор, Родосто, Кирлисе, Љуле, Бургас, Чаталџа и Андреонопол, немалку храбри македонски синови го положија својот живот за општото дело на сојузниците. Недостапната Кресненска и многу други планински клисури во Македонија се наоѓа уште многу порано од објавувањето на војната од сојузниците во рацете на македонските четници, од каде што последните вршеа напад над непријателот и со тоа ја дорализираа неговата армија. Таквата положба, кога целиот народ како еден човек се бореше заедно со сојузничките војски, создаде за турската армија најтешки услови и со тоа помагаше за незината брза капитулација. Како најдобар доказ за тоа служи предавањето на 11.000-ната турска армија на Јавер Паша само на македонските ополченици.
Со своите действија во дадената војна, македонците го потврдија своето општо народно човечко право за слободно независно постоење и придобија тврдо историско право за својата слобода. Овој цитат, кој завршува тука, е од списанието Нов ден, број 8 и 9, со наслов Еден документ од 1913 година. Излезен во 1948 година. Балканската војна, уривајќи ги остатоците на феудализмот и уништувајќи го турското господство во Македонија, не доведе до незиното национално ослободување. Македонија беше разделена меѓу победничките балкански држави во резултат на нивните конкурентски интереси и по силата на некои од тајните договори што беа склучени меѓу нив пред објавувањето на војната. Балканската војна заврши со победа на сојузените балкански држави, туку не и со победа на лозунгот, во чиишто име беа мобилизирани и за кое што се бореа балканските народи, одбележувајќи крупни воени успеси. Уште во време на војната, сојузниците ги пројавуваа своите претензии за што поголем дел од грабежот. Уште тогаш блесна нивниот слеп завојувачки инстинкт. Секоја од сојузните држави се стремеше кон хегемонија и секоја од нив се плашеше од хегемонијата на другата. И не е ништо случајно што мировните преговори што се водеа во Лондон продолжија цели 70 дена. По силата на лондонскиот договор, Турција се лишуваше во полза на балканските сојузени држави од цела Македонија, Западна Тракија и еден дел од Источна Тракија. Веднаш по склучениот лондонски мировен договор, поранешните сојузници се најдоа во положба на изострени заемни ривалски борби. Тие борби изникнаа главно меѓу Србија и Бугарија по прашањето за Македонија. Од нивното разгорување најсилно беше заинтересирана Австро-Унгарија, која се стремеше по ослободувањето на двете балкански земји, Бугарија и Србија, да го зајакне своето влијание на Балканот. Германскиот канцелар Бетмен Холвек ја даде следната изјава пред министерот за надворешни работи на Австрија гроф Бертхолд: никој не знае како ќе заврши војната меѓу Србија и Бугарија, но едно ќе биде факт. Кој и да излезе победник од војната, двата народа ќе ослабнат и ќе се мразат еден со друг, рекол Бетмен Холвек, германски канцелар. Така Балканскиот сојуз, формиран по иницијатива на Антантата, се распадна по вина на Централниот сојуз. И едното и другото беше извршено во врска со престојната светска империалистичка војна. Главните сили што ја предизвикаа таа војна се стремеа кон привлекувањето на што повеќе мали држави на своја страна. Австро-унгарските агенти во Србија и Бугарија работеа усилено за разгорувањето на шовинистичките стремежи на буржоаските клики во тие земји, настројувајќи ги едните и другите кон војна. Во таа своја типично империалистичка маневра, Австро-Унгарија имаше полна подкрепа од страна на Германија, а Фердинанд во Бугарија действуваше исклучиво како нивни агент. На 16 јуни 1913 година бугарската војска навлезе во Македонија. Тоа беше сигнал што ги обедини арамиите на Србија и Грција, а потоа и во Романија против Бугарија.
сама против своите бивши сојузници. Бугарија беше биена. Фердинанд, кандидатот за бугарски император и кој сакаше како таков да влезе победоносно во Цариград пред непосредната опасност да стане жалосен заробеник на романските и српски војски што стигнаат до Софија, да објави на 4 јули 1913 година капитулација на Бугарија, која беше зафиксирана во Букурешкиот мировен договор. По силата на тој договор, поголем дел од територијата на Македонија беше разделен меѓу Србија и Грција, а само еден дел, мал дел, Пиринска Македонија и припадна на Бугарија. И Втората Балканска војна заврши со поделбата на Македонија, која беше раскината на еден начин каков што нема сличен во историјата. Бугарија, Софија и Грција се изградија граници без траги од географски, стопански и политички разум. Стана едно невозможно раскинување на една целосна национална и геополитичка единица само да се задоволат заграбувачките апетити на бившите сојузници. Таа нивна и со злокобни последици игра македонските национални револуционери и патриотските организации на македонските емигранти ја согледаа уште во време на војната. Српските и бугарските буржоазни весници преднамерно ја сокриваа дадената подкрепа во војната од страна на македонските револуционерни одреди и постигнатите од нив крупни воени успеси, сакајќи со тоа да ги представат армиите на своите земји како единствени ослободители на Македонија, за да имаат по војната единствено тие право на претензии над македонската територија. Затоа, уште по извршната прва поделба на Македонија со Лондонскиот мировен договор, македонската емиграција во Русија го изрази отворено својот горчлив протест од извршената неправда во веќе споменатиот емигрантски меморандум. Ако досега не знаевте, Димитар Митрев во неговата книга Пиринска Македонија ни кажува дека имало еден таков наречен Лондонски мировен договор. Во меморандумот се вели, цитирам: вместо да создадат од Македонија самостојна држава, незините нови, во наводници, ослободители решија да ја разделат меѓу себе. Ние сме убедени и длабоко веруваме сознателниот и демократскиот дел од бугарскиот, грчкиот и српскиот народ не учествуваа во овој братоубиствен дележ на македонскиот народ. Меѓу нив Македонија ги има сите природни историски права на самоопределување. Во сите времиња таа била самостојна политичка единица или влегувала во составот на друга држава. Ова произлегува од незината географска целост и особеност. Границите на Македонија се јасно означени од високи планини и морски брегови. Оваа географска целост и цел систем на ветриловидно расположени плодородни долини и полиња ја условуваат економската целост и неделивост на земјата. Еднородно е исто така и населението на Македонија. Според податоците на разни авторитетни исследувачи, 2/3 од населението на Македонија составува особено словенско племе. За да се избегнат во иднина секакви надпреварувачки игри меѓу соседите на Македонија, за да им се даде можност и на незначителните народни групи, закрепени сред словенски маси, албанци, грци, власи, турци и евреи, за слободен и непречен национален живот. Единствен пат, тоа е создавањето на слободна и независна Македонија. По тој начин на сите соседи на Македонија им беше позгодно оваа земја да остане неразделена, зашто при какво и да е разместување, дел од неа ќе остане под туѓо владење и ќе загине. Крај на цитатот.
Протестниот справедлив глас на македонскиот народ со изнесените историски аргументи за правото на македонската нација да се развива во своја слободна, самостојна и рамноправна држава остана глас во глува пустиња. Жестоката неправда беше неодменлива. Од неа беа заинтересирани не само балканските завојувачи, но и нивните главни инспиратори, великите сили. Извршена беше со поделбата на Македонија генерална проба за предстојната светска војна, во која се сретнаа ривалските интереси на силите од Антантата и на тие од Централниот сојуз. Балканскиот сојуз, формиран по иницијатива на Антантата, а со посредништво на рускиот император Николај I, се распадна не само поради ривалствата меѓу сојузниците, но главно по вина на Фердинанд, кој од почетокот до крај си ја исполнуваше улогата на германски агент. По својот пораз во втората меѓусојузничка Балканска војна, Фердинанд изјави сонему својствениот цинизам дека, цитирам, бугарската армија ги свиткува своите знамиња за посреќни денови, тоест за нови несреќи на македонскиот и за нови национални катастрофи на бугарскиот народ. Во подготовката на новите провокации, Фердинанд повторно ги користеше своите, во наводници македонски, орудија Тодор Александров и Александар Протогеров. И двајцата излегоа пред него со еден крвав биланс, зарегистриран уште пред времето на двете балкански војни. Преку терористички акции, тие го беа подготвиле теренот за војната. Со зверските колежи на македонското турско население и со присилните покрстувања на тоа население, покрстувања на тоа население во време на војната, Александров и Протогеров уште еднаш се покажаа во својот вистински крвав лик на терористички орудија на великобугарската буржоазија и дворцовата камарила. Со слични провокации тие ја подготвија и Фердинандовата авантура од 16 јуни 1913 година, објавувањето на војната против Србија и Грција. Со истите средства тие ја подготвија почвата и за учеството на Бугарија во светската империалистичка војна, и тоа на страната на Германија. Тодор Александров со своите терористички банди по директивата и со материјалните средства што му беа давани од австрискиот двор, го организира и спроведе четничкото навлегување во македонската територија што и припадна на Србија, познато под името Валандовско востание, со цел да го направи неизбежно учеството на Бугарија во војната, и тоа како што австро-унгарскиот монарх и Фердинанд сака, на страната на Германија. Наред со тоа, Александровите терористи ги извршија и нечуените зверски колежи на населението од Моравскиот крај. Подоцна, предавниците на македонскиот народ Тодор Александров, Александар Протогеров, Ѓорги Баждаров, Љубомир Милетич, Никола Милев и други учествуваа во тајните советувања на дворецот, на кои се реши учеството на Бугарија во светската војна. Истите тие беа главните виновници што на предлог на Фердинанд го организираа и исполнија со своји терористи атентатот над Јане Сандански, најбескомпромисниот борец против крвавата фердинандовска политика, еднакво катастрофална за животните всушност интереси и на бугарскиот и на македонскиот народ. Легендарниот Пирински цар, кој цели 15 години го водеше народот од Пиринска Македонија во славни битки против терористичките врховистички орудија на великобугарскиот империализам, не го зафрли борбеното знаме и по трагедијата со поделба на Македонија. Со своите најблиски другари тој остана во своето царство,
Пиринска Македонија, за да ја држи будна народната волја за продолжување на борбата во името на самостојниот македонски идеал. Знаејќи добро дека главниот виновник за поделбата на Македонија е Кобургот, тој уште поупорно ја продолжи борбата против неговата злочинечка политика. Сандански беше уверен дека Кобургот не ќе се задоволи само со катастрофите од двете балкански војни, дека како верен германски агент одново крои планови за нови катастрофи и порази. Кобургот ќе го побараше својот реванш за сметка на нови стотици илјади жртви, на нови разнурнувања и несреќи. За да му го пресече патот кон тоа, Сандански реши да превземе акции за неговото соборување. За таа цел, тој водеше разговори со лидерите на некои од демократските партии во Бугарија, но кај сите нив, со исклучок на Александар Стамболиски, најде на колебливост и нерешителност. Тие зборуваа за демократија, водеа на зборови борба против апсолутистичкиот личен режим на Фердинанд, но никогаш не можеа да најдат сили за да се решат да преминат од зборови кон дела. Од таа нивна голозборност можеше да се користи и се користеше само Фердинанд. Тој се чувствуваше полновластен, не плашејќи се од протестните резолуции на бугарските демократски кругови. Знаеше дека единствената акциона опасност за него може да дојде од друг еден цар, од легендарниот Пирински цар. И не се излажа стариот кобуршки византиец, непомирлив негов противник пред војната Сандански, по доживеаната од неговиот народ жестока народносна всушност трагедија, можеше да биде уште понеуморен во својата борба против Кобургот. И Кобургот му прати платени убици. И Кобургот му прати платени убици. Во пролета на 1915 година, кога требаше да се расчистуваат сите партишта за фрлање на бугарскиот народ и на македонскиот народ од Пиринска Македонија во светската империалистичка касапница, бандитите на Тодор Александров го исполнија кованиот во Софискиот двор план за ликвидирањето на Сандански. На 14 април 1915 година Јане Сандански падна убиен од заседа во местноста Пиринските блата од Тодор Александровски терористички наемници. Двете балкански војни му донесоа на македонскиот народ неизмерни загуби. Тројната поделба на Македонија го замени националниот и економскиот гнет на отоманските владетели со нов троен национален и економски гнет на монархистичките и буржоаски кругови во Бугарија, Србија и Грција. Уривањето на феудализмот на Турската империја не ги спаси народните маси од новиот економски гнет на големите земјопоседници во владеачките три балкански држави. Воената стихија ја остави македонската земја во урнатини и пожаришта. Два македонски града, Кукуш и Горна Џумаја, беа наполно опожарени од грчките војски. Уништени и разорени беа повеќе од 200 македонски села. Уништени и разорени беа повеќе од 200 македонски села. Неколку десетици илјади македонски синови ги положија своите животи по бројните полиња на Македонија и Тракија. Над 100.000 македонци избегаа во Бугарија. Многу бегалци од Егејска Македонија побегнаа во Пиринска Македонија. Неколку илјади турци од Македонија избегаа во Турција. Неколку илјади грци од Македонија избегаа во Грција. Насекаде во тие земји, огромната македонска бегалска маса, испитувајќи ги на својот сопствен грб ужасите на
војната беше фрлена во најцрна сиромаштија. Тоа беа резултатите од во наводници ослободителскиот поход на балканските држави. Балканските социјалдемократски партии и покрај тоа што ја издигнуваа паролата за Балканска федеративна република, како ефективно агитационо средство за разобличување на шовинистичката политика на балканските монархии и буржоазии, поради својата слабост на организационо и идеолошки незакрепнати политички организации, како и поради неразвиеноста на работничката класа во нивните земји, не можеа да ја доведат својата антишовинистичка борба до конкретни позитивни резултати. Посебно треба да се разгледува во овој контекст становиштето на тесно социјалистичката партија по однос на Балканската војна и воопшто по однос на милитаристичкиот и шовинистичкиот курс на Кобуршка Бугарија. Во своите декларации, резолуции и партиски печатени органи, партијата на тесните социјалисти се објавуваше шумно против таквиот курс на Фердинанда и на бугарската буржоазија. Но суштината на велико-бугарскиот однос, на поголемиот дел од тесно социјалистичкото раководство спрема македонското национално прашање, не престана да се пројавува во самата практика на тесно социјалистичката партија во време на двете балкански и во време на Првата светска војна. Позната е неофицијалната изјава на Ѓорги Кирков, секретарот на БРСДП, тесни социјалисти, цитирам, едно се зборовите, а друго се делата. Македонија е бугарска и има да биде таква, рекол Ѓорги Кирков, крај на цитатот. Излегувајќи од тоа категорично велико-бугарско начело, Ѓорги Кирков како народен представник и лидер на тесно социјалистичката партија во парламентот го стави својот подпис за една декларација која ни повеќе ни помалку го оправдуваше провокаторскиот и милитаристичко-шовинистичкиот курс на Фердинанда и на неговата марионетска влада Гашев-Данев, изграден во заднината на Балканската војна. Парламентарната комисија за анкета на политиката на таа влада, назначена од Народното собрание на Бугарија, во својот извештај до народните пратеници го изјавува следното. Цитирам. Редок е во историјата примерот што ни го дава предисторијата на Балканската војна. Никогаш народ и влада не биле така еднодушни, така единствени, така сплотени за разрешувањето на една национална задача, врз која сите има наполно определено гледиште. Ова крај на цитатот е извадок од извештајот на парламентарната испитувачка комисија страна 1176, не известува писателот на оваа книга Димитар Митрев, чиј наслов е Пиринска Македонија. Скоро сме при крај. Заедно со подписите на представниците на буржоарските партии, под ваквата еднодушна заштита на ослободителната политика на бугарската влада Гешев Данев стои подписот на Ѓорги Кирков и на забелешка што би означувала известна резервираност. Тоа е навистина непобиден аргумент дека Кирков, секретарот на партијата на тесните социјалисти, а со него и неговата партија, се изјаснуваат отворено и официјално за онаа политика која го ископа тројниот гроб на Македонија, разделувајќи ја уште пред објавувањето на војната на спорни и беспорни зони. И се оправдува со тоа не паролата во чие име се објави војната, но националната политика на една влада по чија наредба беа спроведени познатите штипски и кочански погроми, крвавите
чинечки дела на врховистичките, александровски и протогеровски терористи кои послужија како индиректен повод за објавувањето на војната. Се оправдуваат со потписот на Кирков со криени мотиви на таа буржоазија и на германската династија во Бугарија. Објавувајќи мобилизација во Бугарија, Фердинандија фрли во лицето на бугарскиот народ рефинираната лага дека бугарската војска оди да го ослободи братот роб. За да се подигне духот на таа војска, да се внесе ентузијазам во незините редови, дворот и владата ја издигнаа фалшивата парола за автономија на Македонија. Се сокри од народот и армијата вистинската замисла на, во наводници, ослободителскиот поход. Сета таа провокаторска маневра беше нужна за да не се поколеба бугарскиот војник кој пред вратите на Цариград и прибрегот на Јадран требаше да ја бара правдата на бугарскиот бог. Тоест, со таа провокаторска маневра беше нужна за да не се поколеба бугарскиот војник кој пред вратите на Цариград и прибрегот на Јадран требаше да ја бара правдата на бугарскиот бог, но оној бог што бдееше на една Бугарија, која немаше намера да ги распознае своите вистински граници. Со потписот на Кирков безрезервно се оправдуваше политиката на великобугарскиот империализам. И при фактот на оправдувањето на таа политика од страна на еден од најодговорните раководители на БРСДП, не е нужно да се докажува дека тоа оправдување е израз на неговиот собствен великобугарски шовинизам во однос на Македонија. Тоа е така јасно. Тесно социјалистичките представници откажаа да присуствуваат на Втората Балканска социјалистичка конференција во Белград и покрај неколкуте покани од страна на секретарот на Српската социјалдемократска партија Димитрije Тусовиќ, само поради тоа што на конференцијата ќе беа представени и широките социјалисти. Но ако тие откажаа да соработуваат со нив во една таква крупна акција, во приквечерината на Балканската војна, во една акција што ќе помогнеше за демаскирањето на шовинистичката политика на балканските монархии и буржоазии, тие не се поколебеа да учествуваат во заедничката акција со широките социјалисти за оправдувањето на шовинистичката политика на својата монархија и буржоазија. Безрезервно соединети со нив за разрушување на една национална задача, врз која сите имаат наполно определено становиште. И бидејќи се работеше со една таква задача, ништо не му пречеше на Кирков да го сложи својот подпис заедно со подписот на Јанко Сакзов, лидерот на широките социјалисти. Макар што не еднаш во својата практика се наоѓа на позицијата на великобугарскиот шовинизам, а во цитираниот случај како поддржници на официјалниот завојувачки курс на Бугарија во однос на Македонија, некои најистакнати раководители и идеолози на тесно социјалистичкото движење стигнаат до таму што познати своји контактирања од таков вид им ги припишуваа на најистакнати и до крај без компромисни борци против великобугарската пропаганда во Македонија. Фрапантен е во тој однос случајот со коментарот на Работнически весник број 7 од 16 април 1915 година по повод убиството на Јане Сандански. И покрај тоа што Сандански беше широко познат по својата станата веќе легендарна борба против великобугарскиот империализам и неговите врховистички орудија, и покрај тоа што падна убиен токму поради таа своја борба од фердинандовските наемници, тесно социјалистичкиот Работнически весник го дава следниот свој официјален коментар.
Цитирам: го слават и го оплакуваат Сандански. Јане Сандански падна убиен. Сите буржоаско-партиски и жолти весници од неколку дена се надпреваруваат да плетат венци над неговиот гроб, да го слават како национален херој. И навистина, Сандански и покрај караниците со сарафистите беше со години верен агент и спроведник на бугарската националистичко-шовинистичка пропаганда во Македонија. Плачете, вашите солзи се заслужени, затоа што и тој, и вие, служете на еден ист идеал на национализмот, рекол тој. Или пишувало во весникот, така наречен работнически весник, на тесно социјалистите. Безпоштедно јасно е оттука дека со слепата понесеност на својата секташко-доктринерска омраза кон македонско национално ослободително движење и кон неговите предни раководители, коментаторите од работнически весник извршија со таквото означување на човекот што стана жртва на оној голозборно апострофиран од нив буржоаски национализам, ништо помалку од оскрвнувањето на неговото име на најнепомирлив борец против најразбеснетите ексцеси на великобугаризмот. Оскрвнување и ништо помалку од тоа, бидејќи жртвата се изедначува со нејзините убици. А тоа се вршеше во момент кога силите на реакцијата во Бугарија отворено го кроеа планот за нејзиното вклучување во светската империалистичка војна. Во онаа војна што доведе до нови и уште потешки порази и трагедии и за македонскиот и за бугарскиот народ. И додека аранжерите на овој оскрвнувачки памфлет не знаеа ни што кажуваат, ни што вршат со неговото објавување, реакцијата во Бугарија со пределна прецизност знаеше што сака да постигне со заповеданото од неа убиство на Сандански. Расчистувајќи си го патот кон злокобното учество на Бугарија во војната, бугарските реакционерни сили знаеа дека ликвидирањето на Сандански значи ликвидирање и на најбескомпромисниот и на најактивниот противник на Фердинановската политика, на она гробокопачка политика што незапирно водеше кон обновено санкционирање на тројната поделба на Македонија. А со поразот на Бугарија во војната се дојде и до нејзината сопствена најтешка катастрофа. Ете, тоа е четивото Балканските војни и поделбата на Македонија, кое што го споделив со вас. Простете, малку беше долго, меѓутоа сметам дека беше многу важно да се даде во целина. Значи, книгата е Пиринска Македонија на Димитар Митрев. Следниот пат ќе зборуваме за положбата и борбата на македонците во Бугарија по завршетокот на Првата светска војна и ќе се запознаеме